Со проектот Еко градини во детските градинки од програмата Еразмус Плюс денес во детската градинка Павлина Велјанова во Кучани започна практичниот дел едукација на децата за органско производство со селектирање и компостирање на органски отпад. Според Зоран Стоилков, експерт во проектот за добивање компост од органска маса, се работи за мощно корисен проект за стекнување навики кај немладите како да се однесуваат кон органскиот отпад. Ова е како пилот проект за да ја објасниме на најмладите како треба да се поставуваме спрема органскиот материјал. Во Македонија имаме земјоделска земја, рачунаат повеќе, имаме хиперпродукција на органски материјал кој за жал завршува на нашите градски депонии. Со цел да го заштитиме мал дел од депониите, дел од органскиот материјал може да се искористи за изработка на органско ѓубриво кое значително е познато по Европските унии, земјите членки во Европските унии. Ние како земја која се стремиме за влез во Европската унија и трасираат патот за Европска унија, одлучивме еден таков проект токму овде во градинката Павлина Велјанова да имплицираме со тој проект и како експерт сум должен на дечињата и на воспитачките тука што се наставниците да ја објаснам како се создава органско ѓубриво од органскиот материјал. Овој дел во проектот има и надпреварувачки карактер. На крајот со символични награди ќе се награди најдоброто растение, најдоброто овошје што ќе придонесе за мотивација на децата. Во проектот што ќе се реализира до 2020 година се вклучени градинки од Македонија, Хрватска и Бугарија.